Турската крајбрежна стража го блокираше грчкиот министер за одбрана Панос Каменос да стигне до островот Карадак. Во неделата Турското министерство за внатрешни работи објави серија видеоснимки и слики кои прикажуваат брод со грчкиот министер за одбрана Панос Каменос, чиј пристап е блокиран до островот Карадак. На грчкиот министер за одбрана, кој дојде во регионот со брод за да положи венец, не му беше дозволено да пристапи до Карадак, рече министерството. Сепак извори во грчкото министерство за одбрана за новинската агенција Reuters изјавија дека церемонијата на положување венец се одвивала во присуство на 3 бродови на турската крајбрежна стража и на еден хеликоптер кој летал над островот. Тензиите меѓу Турција и Грција повторно се зголемија откако грчкиот премиер Алексис Ципрас во средата рече дека неговите европски партнери не можат секогаш да ги ценат предизвиците на живење со, како што рече, агресивен сосед каков што е Турција. Нетрпеливоста и покрај вообичаената дипломатија беше видлива и за време на посетата на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган на Атина во минатиот месец. За време на пресконференцијата на забелешката на Ердоган за тоа дека Грција ја сноси одговорноста за пропаднатите преговори за решение на поделениот остров Кипар изјави. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Στο Κυπριακό είμαι 43 χρονών και 43 χρόνια αυτό το θέμα μένει ανοιχτό. Κάθε φορά βεβαίως υπάρχει μια συζήτηση για το ποιος φταίει. Δεν πρέπει όμως, αγαπητέ μου φίλε Πρόεδρε, να ξεχνάμε ότι το θέμα αυτό υπάρχει ανοιχτό, διότι πριν 43 χρόνια υπήρξε μια παράνομη εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Освен за турското воено присуство на Кипар, Атина и Анкара имаат и повеќе други несогласувања, како положбата на муслиманите во Северна Грција и толкувањата на меѓународниот договор за дефинирање на границите меѓу двете земји.